Како тим на специјалисти по психологија, советување и психотерапија, знаејќи ја важноста на менталното здравје во кризни ситуации, Сдруженијето Кортекс од Тетово нуди бесплатна психолошка помош за граѓаните. Тие доброволно ќе бидат достапни онлайн и преку телефон, на албански и на македонски јазик. Психологот Билјана Радичевска вели дека досега кај нив психолошка помош побарале повеќе лица. Имаше јавувања и од колешките дознав дека има јавувања, посебно на телефонските броеви, со тоа што нив ги интересира како би се понашале, затоа што кај нив изолацијата предизвикува додатна стресна ситуација. Сега таа стресна ситуација и стресна состојба треба малку да се релаксира. И бараат помош на кој начин и која би била едноставно практиката како би требало да се ослободат од таа стресна ситуација. Се јавуваат луѓе од секаков тип. Значи не само од самоизолација, луѓе што се уште не ни стигнале во државава, па прашуваат како поради тоа што се уште во стресна ситуација се во далечните земји, како би се справиле со таа стресна ситуација, додека чекаат некој да ги транспортира во Македонија. Во ваква стресна состојба создадена од пандемијата со коронавирусот, психолозите советуваат смирено и реално да ја прифатиме оваа состојба, да се фокусираме на самите себе, да се бориме против стравот и да ги следиме предвидените мерки. Како прво, најдобро би било да ги зачуваат оние редовни практики што ги имале во текот на нормалните, кога не била изолацијата, со тоа што некогаш и да си посветат посебно внимание кога се во изолација на себе си. Значи, она што не можеле да го изработат додека биле, да речемо, на работа, кога не биле во изолација, секогаш некој сакал нешто да направи за себе, а не бил во можност затоа што било ограничено времето и немал време за себе. Сега му било посебна шанса тоа да го направи. Времето на давање на психолошки услуги на тимот на Сдруженијето Кортекс од Тетово ќе биде 4 дена во неделата, додека преку имејл адресата граѓаните можат да побараат совет во секое време.